Председателе, почитувани колеги, предлагам точката под реден број 25 од дневниот ред, годишниот извештај за работа на Државната комисија за спречување на корупцијата за 2021 година, да биде ставена како трета точка на дневниот ред. Борбата со корупцијата, навистина, треба да ставиме акцент и затоа предлагам оваа точка на дневен ред да биде подреден број 3, бидејќи ние само декларативно се залагаме цело време за борба против корупцијата, а на дело многу поинаку и полошо стојат работите. Тоа се гледа и од извештаите на Transparency International, каде што сме сместени на 111-тото место за борба против корупцијата, а од самиот извештај, ако го разгледавте, ќе видите дека целосно се реализирани само 22 активности од вкупно 111, што представува само 20% од остварувањето од Националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси. Токму затоа борбата против корупцијата треба да ставиме акцент и да биде крената на многу повисоко ниво, бидејќи и во извештајот од Европската комисија беше нотирано дека не сме како држава спремни да ставиме акцент, односно да отвориме борба против корупцијата и криминалот. И од многу амбасадори во државава, ќе го спомнам тука холандскиот амбасадор Дирк Јан Коп, кој во неколку наврати ни укажуваше, ни спомнуваше дека треба да бидеме многу попосветени во оваа борба против криминалот и корупцијата. Во нагласи вика не драматизирајте со прашањето со Бугарија, решете ја корупцијата. На прашање дали Македонија ќе влезе во Европската унија, но прашање е кога. Со игнорирање на овие суштински реформи, како што е борбата против корупцијата и прашања, ја држиме Македонија и нејзините граѓани ја држите во заложништво. А наместо да постапите по препораките од Европската унија, вие одбравте да ги распродавате државните интереси, националните интереси, името, јазикот, идентитетот, историјата, културата и традицијата. Еднаш за секогаш треба да се стави крај на коруптивното работење, на криминалот, да се отвори вистинска борба против овие појави и оваа држава мора да тргне напред. Затоа уште еднаш барам со ова да ставиме акцент и барам од вас поддршка точката под број 25 да биде подреден број 3. Благодарам. Ви благодарам и вас.